Јас сум млада, и ти си млада, и тој до тебе, таа пред тебе, таа зад тебе, таа што се надева на тебе. Сите ние сме млади луѓе полни со соништа, желби и идеали, кои чекаат да бидат остварени и прогласени за успешни етапи во нашите животи. Гласот на младите не е само звук, тој е трепет, невидлива струја што минува низ времето, носејќи со себе немир, прашања и неискажани соништа. Тој не доаѓа секогаш како вик, понекогаш е тивок, како шепот што упорно бара да биде слушнат. Но светот често ни одговара со тишина. Не слуша, но се прави наглов. Не гледа, но не препознава. Како ехо во тишина нашите мисли повторно се враќаат назад, непроменети. И сепак, ние продолжуваме да зборуваме. Ние сме тие што доаѓаат без најава, со срца што чукаат погласно од правилата и мисли што не знаат да стојат мирни. Ние сме тие што прашуваат зошто и не се задоволуваат со така било од секогаш. Во нас има нешто немирно, нешто што не прифаќа тишина како одговор. Пријатели, дали го чувствувате тоа тивко вриење под кожата, таа потреба да се каже нешто повеќе, да се биде нешто повеќе? Ни рекоа дека сме млади, дека имаме време, дека треба да чекаме. Но времето не чека нас. Нашиот глас не е совршен. Понекогаш се губи, понекогаш се плаши, понекогаш се крши, но е наш. И е доволно силен да оттурне тишини што предолго траеле. Не мора најгласно да зборуваме за да бидеме слушнати. Доволно е да не молчиме. Затоа зборувај. Дури и кога мислиш дека никој не слуша, зборувај. Зашто некаде, токму некој го чека твојот глас, за да се охрабри и тој. Зашто гласот на младите не е создаден да исчезне, тој е создаден да расте, да се судира со ѕидови, да ги испитува границите, да поставува прашања таму каде што долго време немало одговори. Тој е неминут што не дозволува светот да заспие во сопствената удобност. И кога конечно ќе се слушне вистински длабоко, тој не менува самотнината, тој ја буди сегашноста. Зашто младите не се утрешнината. Тие се денешниот крик на светот, што сака да стане подобар.